Гоце Серафимов, поранешен председател на општинската организација, Ѓорѓе Алексов, координатор на советничка група, Ванчо Петрушевски, секретар на општинска организација, Тихомир Лазаров, член и активист на СДСМ и Андреј Киров, вработен во Водовод. Ова се имињата на кандидатите за градоначалник кои се на листата на Кочанската општинска организација на СДСМ. Предходно листата содржала 7 имиња, но 2 од нив се откажале, па сега на истата останале овие кандидати. Дел од нив се само пријавиле на интерниот конкурс, дел се предложени од членството, но кој од нив ќе ја трча градоначалничката трка ќе се утврдува дополнително. Во меѓувреме не е исклучено да се објави јавен оглас за дополнителни пријави за кандидати за градоначалник. Досега во СДСМ не е спроведена ниту една анкета, а сондажа на јавното мислење се очекува од 5 до 15 август. Кочанските социјалдемократи засега се единствените во регионот кои јавно ги истакна имињата на засега пријавените кандидати. Во сите останати политички партии за имиња не се зборува јавно. Ние уште пред цела година го објавивме тој оглас, но останува можноста и во текот на периодот што предстои да се пријават нови личности. Нашата партија спроведе неколку интерни анкети, па очекуваме да се направи и последната сондажа, затоа се уште не би калкулирал со конкретни имиња. Последниот збор за одлуката ќе го има извршниот комитет, а ќе ја потврди Централниот комитет. Оваа идната недела ќе се спроведат нови анкети, во кои не се исклучуваат и сосема нови имиња. Истакна председателот на ВМРО-ДПМН е Кочани Лазо Митев. Внатре-партиските активности се засилија откако собранискиот спикер Талат Џафери во неколку наврати изјави дека локалните избори ќе бидат распишани на 6 август. Ова ги размрда партиските штабови, но и амбициите на поединци. Освен анкети, на терен веќе има и многу лобирања и групирања на членството.